Судската голгота на Ванчо Карамфилов, некогаш висок локален функционер во ВМРО ДПМНЕ, директор на Кочанската Евана и председател на фудбалскиот клуб Осогово, неодамна е окончана. Како што самиот вели, заврши речиси 13-годишното измачување по судските лавиринти, кое ќе остави длабоки траги за цел живот. Тоа што на крајот за суштинските обвиненија добило ослободителни пресуди е мала сатисфакција за изгубените години и сите други последици. Себе си се смета за политичка жртва. Па после долги мачни години, тоа моето семејство, мојата фамилија најдобро знае, и тие што ми се поблиски, значи после 12,5 години, конечно се доби завршница, судска завршница. Епилогот е апсолутно ослободување од сите обвиненија, значи и на ниво на Основен суд Кочани и на ниво на Апелационен суд Штип, така да сега фактички сите оние обвиненија што кружеа 12,5 години, што се ликвидуваа поради одредени, би рекол слободно, политички причини, паднаа во вода, јас сум ослободен од сите обвиненија. Судските лабиринти се полни со трауми, со спори и тешки докажувања, кои имаат рефлексија и врз поширокото семејство, па затоа не им ги препорачува никому. Не само здравствени, финансиски, јас 10 години бев без работа, делимично и поради тоа, тоа беше една од причините. Не може да земам пасош, значи бев на некој начин граѓанин од втор ред, а најтешко од се, и за тоа е веројатно служа тие оваа сатисфакција на некој начин, сите оние обвинувања на некој начин директно или индиректно влијаеа врз угледот, авторитетот на една личност. Јас поготоа што се баве со одредена јавна работа, како што е на некој начин работа во политика, секако дека се одразуваше, така да последиците, поготоа на тоа поле и на полето на губењето на здравјето, беа очигледни. Ова го правам најповеќе ради моето семејство и пред се ради себе, и тие што ми се блиски, дека ако ништо друго, макар мала една сатисфакција морално заслужувам. Сега сето тоа е минато, останува период на малку една машина, 12-13 изгубени години од живот, натрупани многу работи, многу расфрлани обвиненија, блатење на името, Така да, сега веќе стигнуваат и првите признанија од луѓето директно инволвирани во целата таа работа, и тука и во апелација, дека тие не биле виновни, морале така да направат, тако бил политичкиот момент, некој морало да биде жртва и така. Значи, нешто веќе видено и со мене и многу души пред мене. Сепак, судските процеси за него се минато, а тој им се враќа на нормалните животни текови со длабоко посакување, тоа никогаш повеќе да не се случи.